Ајде да минеме на втората голема тема, пописот. Денево мислам дека имавте и средба со министерот за правда и со директорот. Зошто само во Македонија тоа е политика, а не статистичка операција? Можам да ви кажам дека ако не е некаква утеха, тоа е една фраза која ја употребам често пати, меѓутоа не е само во Македонија така. Јас минатата година баш со моите колеги го коментиравме тоа на шеговит начин, меѓутоа тоа е за жал сериозна ситуација која се случува и во Босна и Херцеговина, случува во некои други балкански држави. Балкан. Процесот во пописот во Босна и Херцеговина не го признаа некои ентитети, некои од народите кои таму живеат, па си направија своја статистика и така натаму и така натаму. Значи, за жал, пописот кај нас е најчесто или на Балканот повеќе политичка отколку статистичка операција, затоа што ние се уште правата на луѓето, во меѓународна терминологија правата на човекот, на индивидуата пред се, ги гледаме низ националната призма. И кога се пребројуваме, велиме силата е во бројките. Значи, ако ние како македонци сме, не знам, 99%, вели, тогаш ќе имаме повеќе прави, ние сме газди сајби во оваа држава, или обратно, ако албанците има. Ама добро, имавме изјава дека нема да има никакви промени во тој контекст, без оглед на тоа. Од кого изјава? Од Зоран Заев, од мене. Ете, вие мора да има, јас побарав и во годишното обраќање. Чиста изјава. Побарав и во некои интервјуа претходно. Мора да имате од сите релевантни чинители. Чиста изјава. Дајте да направиме само статистичка операција без политички мешања, бидејќи никој од нас, еве и утре да дојде на власт, нема никаква намера да го менува уставот, да ги одзема правата и така натаму. Таква изјава до овој момент ние немаме од некои битни чинители на политичката сцена. Пред се мислам на опозицијата. Може во некоја реторика е тоа завиткано, меѓутоа ако го кажете тоа, ја ви велам дека ние ве уверувам ќе направиме попис за многу кратко време и резултати ќе ги знаеме без било кој да ги спори. Не би сакал зад нечија политичка реторика, не обвинувам никого конкретно, меѓутоа зад нечија политичка реторика, дека треба не знам какви услови да се исполнат, какви што не се исполнувани никаде во Европа, на пример отпечатоци на прсти, за кој јас знам дека премиерот се обиде генуино, искрено се обиде да направи нешто, меѓутоа му беше кажано од многу меѓународни експерти дека така не се прави попис никаде во Европа, дури и на Балканот. И особено не е можно да се направи отпечаток на прсти да се земе од малолетници под 18 години. Бидејќи тоа ни по закон е дозволено, ниту е меѓународна пракса. Значи, ако вие се обидувате со одредена реторика да кажете дека ние не сме толку колку што ќе прикаже пописот утре, а затоа имате скриена политичка агенда, онда е честно да го кажете тоа однапред, а не по пописот. Инаку ве уверувам дека не постои политичка терминологија која користи израз бојкот на пописот. Не постои. Вие може да не ги признаете резултатите, тоа е легитимно, меѓутоа не постои израз, ќе ги повикаме граѓаните да го бојкотираат пописот. Такво нешто немам чуено до сега да се случило во европскава политика. Добро, има многу што не се случува на Балканот се е. Да. Не сакам да излеземе со јасни ставови дека ова сакаме навистина да биде става. Не за тоа да криеме некоја друга агенда, ако воопшто имаш скриена агенда. Не гледам друга причина зашто пописот би се политизирал. Која скриена агенда мислите? Знаете што, значи постојат националистички кругови во нашава земја долги години кои уште од 2002 година ги оспоруваат резултатите на тој попис и велат дека албанците уште тогаш не биле 20%. Сај, не можеме да навлеземе во дебата зашто албанците воопшто се врзани со бројка во нашиот устав. По моје убедување, ти треба на луѓето да им дадеш што е можно повеќе права, не само на албанци, на сите кои тука живеат, ако се 19,9 нема да имаат права, нели? Тоа е пародија. А 20 и така натака. Согласно, меѓутоа тоа е уставната одредба. Сега постојат некои националистички кругови, не велам партии, меѓутоа кругови, не се само поединци кои велат тие тогаш биле по 20%, да им ги земеме, да ги ревидираме правата и статусот. Ја тврдам дека тоа е опасно. Ја тврдам дека секое одземање на права, на така наречени стекнати права, по дефиниција ги прави луѓето гневни и прави причина за бунт и за незадоволство на една голема популација кај нас. Ние имаме, мене ми е криво што тој дел од моето обраќање не го подзема во јавноста да го анализираат, али го спомнав. Постарите генерации, меѓу кои за жал јас спаѓам, се сеќаваат дека на крајот на 80-тите години од минатиот век ние имавме обид сосема конкретен од тогашната македонска влада да одземе некои права на етничките албанци, да укинеме паралелки во основно и средно образование, па дури одевме сеќавате на тие инцидентни случаи веројатно кога во Рачиново се рушеа ѕидови на етнички албанци кои наводно не биле спрема, не знам, прописите во тоа време во градежната област. И добивме реакција. Помладите тоа не го знаат. Значи,
како реакција на тоа што се случи тогаш, на крајот на 80-тите во Рачиново, луѓето со селаните еден човек почина. Го донесува неговиот ковчег и неговото тело пред парламент. И имаше голем народен собир. Дали воопшто тоа не е потребно? Затоа вие претходно мора да знаете, ако сте политичар особено па на власт, дека секој ваш збор може поинаку да биде протолкуван дури од вашите следбеници. Тоа е голема одговорност за ова што го правиме и говориме. Затоа не мислам дека треба да потпалуваме повеќе огнови од оние кои веќе ги имаме со години и години ги знаеме сите. Пред се во економска социјалната сфера во која тешко се живее, демографската сфера во која многу млади луѓе заминуваат, река заминува. И уште ни фали само и тука да направиме проблем кај што го нема.